Јас ова утро на вистина сум во едно прекрасно друштво. Се јавуваме директно од детската градинка Срнечка во општина Аеродром, поточно од објектот Чигорче, а моја гостинка на оваа тема на која што ти ја најави е Атинула Ничова, директор на оваа детска градинка. Добро утро, како сте утрава? Радио телевизија. Меѓународен ден за зачувување на озонската обувка. Како ќе го одбележите во вашата градинка? Да, денеска имаме радосен ден, затоа што го прославуваме светскиот ден за заштита на озонската обвивка низ неколку активности. Децата преку приказни, песнички, стихотворби учат за заштита на животната околина. Секако за нив терминот озонска обвивка дека се мален или е доста сложен, меѓутоа тие можат на оваа возраст да развијат нови концепти за тоа како треба да се грижат и да чуваат планетата Земја. Не дочека се ли прекрасни цртежи кои што верувам дека ги изработувале во изминатиот период? Дали често вака учат, се забавуваат и се едуцираат најмладите? Да, природата со своите убавини е присутна во содржините и темите кои што се обработуваат во градинката, бидејќи таа има големо значење во воспитувањето и образованието на малите деца. Преку еколошката едукација, кога е методолошки насочена, таа многу придонесува за сестран развој на детската личност, а особено е значајна во развивање на одредени карактерни црти на младата личност, како што се грижливост, емпатичност, љубезност, колективна свест, колективна одговорност. Тоа се особености кои што ние ги градиме секојдневно, со цел да развиеме или да изградиме личности кои што ќе бидат општествено одговорни, ќе имаат здрави животни навики и ќе водат грижлив однос кон околината во која што живеат. Тешко ли на вака рана возраст да се пренесе љубовта кон планетата Земја, пред се кон чување на природата која што имаме околу нас? Знаете што многу е важно нели кај децата прво да се развие љубов кон природата, еден грижлив однос кон се што е живо, кон животните, растенијата, птиците, се што не окружува. И на некој начин спонтано преку симулативни ситуации, преку игра приказна да се разбудат интересите кај децата за околината. Кога децата ќе се заинтересираат преку интеракција со природата и околината, тие ќе развијат на некој начин вештини како да се грижат за неа. Меѓутоа, тука многу голема е улогата на возрастница, пред се голема е улогата на заедницата и на семејството, кои што на некој начин се многу значаен пример за тоа како децата треба да се однесуваат со отпадоците, каде треба да ги фрлаат, како да се грижат нели за хигиената околу дворот, околу градинката и пошироко. Затоа многу работилници правиме со семејствата, меѓутоа исто така секогаш се вклучуваме во повици кои што ги организира заедницата, како што се повици за рециклирање на текстил, тоа во нашата градинка тековно се спроведува, за собирање на отпор и правење на нели од отпадот, како да се лектираат, како да се рециклира, за собирање на кантички и отпадно масло, затоа што учиме како отпадното масло нели да се собира за да не ја загадува животната средина. Имаме соработка со многу институции кои што исто така вршат работилници и едуцираат млади личности во градинка и во училишта, се со цел да развиеме еколошка свест, затоа што навистина основата е нели кај детето кога тоа ќе се грижи за околината, ќе се грижи и за својата земја, ќе се грижи и за се што е живо околу него, ќе се грижи едноставно за целата општествена средина. Изработивте интересни пораки, ги видовме кога влеговме во оваа училница. Свесни ли се дечињата за денешниот, не само за денешниот ден, за тоа дека треба да го чуваме она што го имаме, затоа што ни е потребно за иднина? Децата се свесни затоа што преку методолошка обработка на приказни кои што имаат силна емоционална порака, тие се врзуваат со ликот на ранијата птица, на тажното кученце, например, во дворот, кое што било во загадена средина и слично, и тие ги доживуваат тие емоции, значи тие случувања, ги преработуваат во своето мало мозоче и на некој начин развиваат емпатичност, развиваат грижливост, развиваат љубов.
Значи, тука насочената активност која што е педагошки и методички моделирана така да одговара на нивната возраст, може да придонесе многу кај децата за да развиваат еколошка свест. Да споменеме и Европската недела на мобилност во општина Аеродром, ќе бидете вие вклучени, се разбира, што ќе се случува со овие дечиња, меѓутоа и со целата градинка. Да, целата градинка, значи ќе ја одбележи Европската недела на мобилност со најразновидни активности. Значи имаме градинки кои што и воспитни групи кои што ќе го посетат планината Водно и ќе пишачат заедно со своите родители на планината Водно. Имаме деца кои што во парковите ќе цртаат на плочникот и ќе остават еколошки пораки. Активности со деца за мобилност, каде што децата ќе дојдат во градинка со своите велосипеди, рошули, тротинети и заедно нели ќе се движиме за здравје, ќе упатиме пораки до граѓаните за чиста природа и здрав живот. Благодарам многу на одвоеното време. Се разбира, ќе бидеме ние дел од таа Европска недела на мобилност. Се гледаме повторно за некој време. Благодарам што Ви благодарам и на вас.